Добре дојдовте во Акцент. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, следуваат повеќе актуелни содржини. На почетокот ќе го проследите разговорот со председателот на Организацијата на ромска младина Бела Кула од Кичево, господинот Идавер Реџеповски, со кого разговараме за одржаната прва работилница од проектот наречен Домување, чекор напред кон подобрување на ромската заедница. Веднаш потоа ќе проследите и кратка репортажа околу отворениот ден на КНАУФ во Кичево, имено на 31 март оваа година во индустриската зона Иванидол, во новите простории на фирмата Eurofix. КНАУФ имаше отворен ден каде што присуствуваа голем број на инвеститори, архитекти и други заинтересирани граѓани. И на крајот од ова издание на Акцент ќе го проследите интервјуто со примариус доктор Славица Китановска, а со неа разговаравме за актуелна тема, односно акцент ставивме на пролетните алергии. Акцент започнува. Следете не. Организацијата на ромска младина Бела Кула од Кичево во градот Кичево организира работилница на тема Домување, чекор напред за подобра иднина на ромската заедница. Председателот на оваа невладина организација, господинот Идавер Реџеповски, е мој соговорник во издание на Акцент. Господине Реџеповски, благодарам што одвоивте време да бидете мој соговорник. Може ли еве на почетокот да ни кажете нешто повеќе токму околу оваа работилница која што се случува во Кичево, што е целта, дали ќе бидат опфатени како што е и во самиот наслов на работилницата ромите од Кичево, или може би ќе биде малку и поопширно и за ромите од другите општини кои што се може би соседни до Кичево и каде што живеат ромите, и што се очекува да произлезе од оваа денешна работилница. Ви благодарам на вашиот медиум и на вашата телевизија за тоа што постојано ги следи нашите активности. Пред се да објасниме за проектот. Проектот е финансиран од Европска унија, каде што имплементатори на овој проект се Националниот ромски центар од Куманово и Сдруженијето Авенеа од Кочани. Организација на ромската младина Бела Кула е како подгрантист на овој проект и ќе го спроведува на локално ниво, почнувајќи од 15.1, тоа е од јануар месец, до 15.7 до јули месец, во трајање од 6 месеци. Во поглед на проектот Домување, чекор напред кон подобра иднина на ромската заедница на локално ниво, ќе се спроведуваат активности како што се. Предвидени се анкетни прашалници кои веќе се спроведени на терен кај ромската заедница на локално ниво. Со тие анкетни прашалници планираме да направиме анализа на самата анкета и да видиме со какви проблеми се соочуваат ромската заедница во општина Кичево, со тоа што исто така во овој проект се испечатени постери и брошури во однос на домувањето, каде што може сами да видите и го снима тоа самата камера, и брошура ќе ви дадеме од истата. И така што во овој период ќе спроведеме и 3 информативни средби работилници кои што се предвидени во самиот проект. На овие информативни средби повикани се институции од локалната самоуправа, каде што од секторот за урбанизам, каде што и самата тема кажува домување, да го подобриме домувањето кај ромската заедница во однос на легализацијата, имотноправните односи, катастарските услуги и така натака, со тоа што да им овозможиме подобар пристап до институциите и повратно институциите да изнајдат решенија за овој проблем што ги таргетира нормално ромската заедница во општина Кичево. Сигурно кога го спремавте овој проект и кога ги вршевте вашите истражувања, имате дојдено и до некои заклучоци или резултати од тие истражувања. Постојат ли, колкава е бројката на семејства
во Кичево, во општината Кичево на роми кои што имаат проблем со домувањето, значи она што го споменавте и вие, легализација, дивоградби и така натаму, па можеби да се осврнеме тука и на некои семејства кои што можеби и немаат се уште и свој покрив над глава. Значи конкретно точно не можеме да кажеме додека не ја направиме анализата од анкетните прашалници, така што голем број, поточно од населба Прилепска, каде што имаат изградено дивоградби, меѓутоа на државно земјиште, а кое што земјиштето се уште се води на Република Македонија и се уште се води како ливада. Со тоа што локалната самоуправа треба да го среди проблемот со измена на деталниот урбанистички план, за да можат овие луѓе понатаму да ги легализираат своите објекти. Со законот за домување и легализација луѓето прават елаборати и го доставуваат до општината Кичево. Меѓутоа што понатаму ќе произлезе ќе видиме. Господин Реджеповски, во оваа насока повторно на нашиот разговор, морам да истакнам, нашите гледачи сигурно и знаат дека вие воедно сте и советник во општина Кичево, се уште актуелен советник. Колку вие како припадник на ромската етничка заедница од Кичево имавте шанса да допринесете во решавање на проблемите на ромите во Кичево? Па во однос на домувањето и ова што е сега со законот за легализација помогнав доста на многу мои сограѓани роми во однос на изготвувањето на елаборатите, помош со приватните катастри, помош во локалната самоуправа, со уплати за тие што не се социјални случаеви, за оние што се социјални случаеви, преку социјалниот центар во Кичево, па нели со бесплатните елаборати што ги додели владата како мерка за ослободување од плаќање и со тоа што на секои состаноци ги информиравме граѓаните што можат да придобијат со тие мерки. Така, сигурно дека да се надеваме дека од овие ваши работилници ќе произлезат и конкретни резултати. Уште да споменеме, ова е првата работилница, кога би се одржале другите две и дали би поканиле и поголем број на луѓе или можеби би ги поканиле на тие работилници и средби токму оние кои што и се соочуваат со тие проблеми? Па, предвидени се 3 работилници, од кои веќе првата се спроведува, втората е планирана во месец април и третата во месец мај. Секогаш гледаме да ги поканиме луѓето што најмногу се засегнати со овој проблем и затоа ги викаме нив да си ги кажат своите проблеми, затоа каниме, повикуваме од институциите да дојдат и да го слушнат овој проблем и да можеме заеднички да го решаваме понатаму тој проблем. Господин Реджеповски, ви благодарам што бевте дел од емисијата Акцент. Ви посакувам успех на работилницата и на понатамошниот ваш проект и се надевам дека голем број на роми, голем број на семејства роми кои што живеат во Кичево ќе ги решат проблемите и ќе имаат она што се вика мирен сон во своите куќи. Ви благодарам и вас за вашето присуство и за следење на нашите активности. Благодарам. На 31 март оваа година во новите објекти на Eurofix во индустриската зона Иванидол од Кичево беше организиран отворен ден на КНАУФ во Кичево. Настанот содржеше изложба, промоција и презентација на системи за сува градба, малтерисување и глетување со производите на КНАУФ. На презентацијата поканети и присутни беа заинтересирани изведувачи, архитекти и инвеститори. Пред добар ден. Благодарам на вниманието што не достоите да бидете овдека. Имено денеска сме гости кај нашиот домакин Eurofix од Кичево. Имаме доста плодна соработка во изминативе неколку години. Како резултат на тоа, денеска сме присутни тука пред се поради жителите на градот Кичево, тоест поради подизведувачите, тука се архитектите, тука се инвеститорите, имено сите оние кои што се вклучени во градежништвото. Сепак, да кажам и неколку збора, КНАУФ како фирма, која што постои на сите 5 континенти, повеќе од 84 години, таа е присутна во Македонија веќе 23 години, преку нашиот главен извор на суровини, тоа е рудникот во Девар, како и самата фабрика која што се наоѓа во градот Девар. Имено, нашето производство се заснива на повеќе системи,
Тоа системите пред се познати широм Македонија, системите за сува градба, гипс картонот Кнауф, кој што е представен преку неколку вида. Значи имаме од обични табли, имаме противпожарни, имаме импрегнирани и најновите ги имаме диамант таблите. Меѓу другото, таму се произведува целокупната програма на профили, која што меѓу другото овие табли исто служи за примена во приградните зидови, во обшивките, во спуштените плафони. Покрај тоа, во фабрика произведуваме повеќе видови на прашкасти производи од аспект на малтерите, пред се ќе кажам MP75 Light, MP75 како и рачниот малтер Родбанд. Меѓу другото имаме и анхидратни материи кои што се на база на гипс за кошулици, за подави. Тоа е нивелирот N415, како и течната кошулка FE50 Largo. Од прашкастата програма познати ни се нашите глед маси, имено тука се произведува се уште Радификсот, но под ново име Флехеншпахтелот. Имаме гипс финиш, топ финиш и најнова програма што ќе ни биде во рамките на оваа година, тоа е новата глед маса поливинил, која што меѓу другото ќе биде најнов бренд на Кнауф од фабриката Девар. Меѓу другите новитети ќе биде и рачниот Родбанд Pro Малтер, кој што исто така се планира за почеток некаде од јуни месец како нов производ од нашата фабрика. Меѓу другото, да кажеме неколку збора за нашиот домакин, кој што денеска е петок, па од разбирливи причини не е тука во овој период. Значи, Али Еврофикс е наш лојален Кнауф соработник и како таков е и партнер на нашата фирма. Од тој поглед не представува успешно на пазарот во Кичево и пошироко. Сакам да кажам целокупната општина на градот Кичево и ќе повторам уште еднаш како резултат на таа соработка денеска сме дали да се каже гостин, дали заеднички домакин со Еврофикс, за да ги испочитуваме и да се видиме после долгава зима нашите соработници кои што на вистина се квалитетни од областа на изведувањето. Квалитетни се и нашите соработници, архитекти и проектанти кои што имено работат со нашите системи, како и со инвеститорите кои што на вистина го ценат нашиот труд и квалитет на нашиот производ. Во денешното издание на емисијата Акцент, почитувани гледачи, повторно имаме тема од областа на здравството. Се надевам дека и овој пат ќе го привлечеме вашето внимание, бидејќи ќе разговараме на вистина на една интересна тема, а тоа се алергиите. Во период сме кога веќе и календарски ни пристигна пролета и она што е можеби ете така поактуелно околу нашето здравје е секако оние пролетни така наречени алергии кои што се јавуваат често во речиси сите краишта на нашата земја. Мој соговорник во ова издание на Акцент е примариус доктор Славица Китановска, со која што ќе поразговараме токму на оваа тема. Докторке, ви благодарам што прифативте да бидете гостин во нашата емисија и на почеток сакам да ве запрашам што точно представуваат алергиите. Вам ви благодарам за поканата и чест ми е да сум ваш гостин. Ви поздравувам вас и ви ги поздравувам сите гледачи на телевизија Мега. Најнапред за алергиите да спомниме, значи што е алергија воопшто? Алергија е значи еден несоодветен, неадекватен одговор на имунолошкиот систем на одредена особа. И тоа најчесто на некои субстанции од окружувањето што за останатите луѓе не се никаков проблем, не предизвикуваат никаква болест. Во однос на одговорот, ова што рековме дека не е соодветен, значи се појавуваат симптоми, меѓутоа симптомите доаѓаат од органот кој е таргет, кој е засегнат со овие алергени. Како контакт со надворешната средина, кај човековиот организам, секако дека на прво место е кожата и тука се јавуваат еден посебен тип на алергии, потоа слузокожата на респираторниот тракт, носот, дишните патишта, белодробието, исто така слузокожата на очите,
Потоа, како таргет орган, може да бидат и цревата и кај нив се уваат разни типови на алергии, разни симптоми, манифестации на алергени кои се внесуваат преку храната. Така, она што е сигурно интересно за нашите гледачи да споменеме, алергиите се секако, она што го споменавте вие, секогаш се добиваат во еден контакт со надворешната средина. Дали тоа значи дека одредени луѓе се склони кон тоа, одредени не се? Значи, што може да е причината за еден човек да биде алергичен на одредена надворешна појава? Значи, да спомнеме дека алергиите можат да се јават и во семејства каде што нема фамилиарна анамнеза за алергии, меѓутоа најчесто кај овие особи постои една фамилиарна позитивна анамнеза. Што би кажале дека ако еден родител на детето има астма алергиска, значи шансата за тоа дете да добие астма е 1:4. Додека ако и двата родители имаат било каква алергиско заболување, не мора тоа да е бронхијална астма, тогаш значи шансите да добие вакво заболување се 1:2. Значи наследноста има голема улога, меѓутоа да кажеме дека алергиските болести не се наследни болести, се наследува само склоноста кон една поинаква реакција на имунолошкиот систем на една одредена индивидуа. Значи не постои за наследност, постои за наследна склоност на една поинаква алергиски одговор, поинаков алергиски одговор. Така, пред да ги уште повеќе да ги разработиме овие алергиски појави во смисла причинители и последици и превентива, сакаме да позборуваме и околу она што го кажав и на почетокот, она што е актуелно ете сега во овој пролетен период, тоа се оние пролетни алергии, така наречени. Дали може да ни кажете што представуваат овие пролетни алергии, кои се точно тие надворешни фактори во овој период кои што делуваат на оние лица кои што се алергични на дел од тие надворешни фактори во овој период од годината? Значи, надворешните фактори кои предизвикуваат алергии, кои поедини особи ги нарекуваме алергени. Алергени од надворешната средина може да бидат тие што влегуваат преку дишните патишта, што се нарекуваат инхалациони алергени, и исто така може да бидат алергени кои се внесуваат преку храна и се нарекуваат нутритивни алергени. За нас во овој период е доста значајно, секако изголемене на пациентот, но овие што имаат проблеми со инхалационите алергени. Во инхалациони алергени на прво место би ги спомнала разните типови на полени, потоа аерозагадувањето, пушењето, исто така како алергени може да се јават и поедини ситуации, например стресот, физичкиот напор, психичкиот стрес може да предизвикуваат алергиска реакција, па и поедини исто така медикаменти може да предизвикаат алергиска реакција. Денес секако дека најзначајно и би се осврнале на овие што се инхалациони алергени, најчесто присутни во овој период, тоа се полените. Значи, со буењето на вегетацијата во раната пролет зголемен е процентот на поленот во воздухот. Овие особи што имаат еден неадекватен одговор на овие полени, ги манифестираат симптомите уште со почетокот на раната пролет. Пациентите кои знаат за оваа состојба, претходно се предупредени и најчесто, уште втората половина на февруар, крајот на февруар, веќе доаѓаат кај лекарот и бараат помош и заштита за да не се манифестира оваа состојба кај нив. Меѓутоа, има одредени пациенти кои за прв пат манифестираат вакви симптоми. Симптомите на овие алергиски реакции зависат кој е таргет орган. Значи, може да бидат таргетирани горните респираторни органи, значи тоа се дишните патишта, носот, синусите, грлото, потоа може да бидат исто така како таргет орган очите. Потоа долните дишни патишта, каде што се смета дека е таргетирана белодробната слузокожа.
Симптомите зависат од органот кој е таргетиран. Како се случува ова алергиска реакција? Значи, кај поедини особи, кога дојдат во контакт со алергенот, супстанцата што им предизвикува алергија, почнуваат да се манифестираат симптоми. Ако тоа е слузокожата на носот, на горните дишни патишта, кај овие пациенти почнуваат симптомите како една обична настинка, една вироза, со кивање, и тоа кивање во салви, значи кивање некаде 10 пати наеднаш, потоа чешање на носот, секреција од носот, затнат нос исто така. Во исто време може да бидат придружени со чешање на очите, црвенило на очите, солзање, пецкање во грло, потоа може да се јави една сува кашлица, и ако овие симптоми траат повеќе од 7 дена, ние треба да се посомневаме дека кај овие пациенти најверојатно се работи за алергиска реакција. Значи, ако овие алергени, има поедини особи каде што алергијата е многу, од повисок процент, значи појака, побурна алергиска реакција, се јавува еден несоодветен одговор на дишните патишта во белодробието. Значи, една хиперсензитивност на дишните патишта на белодробието, каде во контекст со овие алергени доаѓа до спазам, ние викаме, или грчење на мускулатурата на најситните дишни патишта, невозможност вдишениот воздух да се издише, потоа зголемена секреција, секрет во дишните патишта, и се појавува симптоми од дишните патишта. Значи, овие алергии најчесто може да предизвикаат и асма, значи кај луѓето. Процентот на оваа алергиска асма се движи некаде 5 до 7% во светот, додека онај алергиски одговор што го спомнавме на горните дишни патишта, на носот, се манифестира со кивање, рековне, течење на нос, алергискиот ринит, и многу почесто застапен, некаде се смета дека 20% од популацијата во светот го има ова заболување. Да спомнеме дека како алергискиот ринит, така и алергиската асма постојат иста дијагноза, меѓутоа не алергиски, значи не предизвикани од алергени. Фактички, кај кои не е откриен причинителот на ринитот и исто така на асмата. Значи, постојат алергиски и неалергиски заболувања. Значи, алергиите на долните дишни патишта најчесто, значи, се манифестираат со кашлици, на почеток суви, нападни, најчесто во ноќните часови, тоест во раните утрински часови. Значи, пациентот се буди и најчесто со сува кашлица, глад за воздух, тешко дишење. Овие напади најчесто се третираат во болница и после дадената терапија човекот е во добра општа состојба. Ако овие напади се повторувачки, тогаш се прават дополнителни исследувања, се поставува дијагноза и се дава соодветна терапија. Да спомнеме дека алергиските напади може да бидат провоцирани и од некој одреден надворешен фактор, например да биде една обична настинка, еден обичен вирус, и не мора секогаш да настанат, значи, нагло овие напади. Може да почне како некоја настинка, неколку дена што трае со подкашлување и потоа да се јават овие симптоми. Овие пациенти, значи, во самиот напад една малце драматична клиничка слика, посебно децата, што предизвикува голема загриженост кај родителите. Значи, пациентите, посебно децата, се силно вознемирени, плачливи, постои глад за воздух, свиркање кое се слуша од далеку, значи, на пациентот. Постои употреба на помошна респираторна мускулатура, значи пациентот се бори, постои глад за воздух кај него. Најчесто овие напади, значи во детска возраст, се почнуваат некаде после 2-та, 3-та година, додека во школската година се најчести. Најчести се алергиските ринити.
Така, убаво ете ги кажавте сите оние и надворешни влијанија кои што допринесуваат, како и начинот на како тоа се манифестира кај луѓето. Може ли еве сега да позборуваме нешто околу превенцијата? Кажавме дека кои се соодносите за да биде и како наследна особина алергијата, меѓутоа еве која е таа превентива која што не само луѓето кои што се склони кон да бидат алергични кон одредена појава, туку и сите оние луѓе кои што така би можеле да се заштитат од одредени надворешни влијанија. Кој е начинот на превентива од алергиите и еве особено од пролетните алергии? Сакам да спомнам дека луѓето кои имаат една манифестација на алергија, како алергиски ринит, значи се смета дека тие имаат склоност да добијат и астма. Или пак се смета дека 1/3 до 1/2 од луѓето што имаат астма алергиска, имаат и алергиски ринит. Значи, како би ги превенирале? Значи, зависи од етиолошкиот фактор. Ако е, да речеме, причина домашната прашина, значи посебна превенција, ако зборуваме сега за пролетните алергиски реакции, тогаш превенцијата е сосем различна. Значи, не би рекла дека и не би препорачала здравите особи да не ги користат убавините на пролета, прошетките. Меѓутоа, пациентите кои веќе знаат и имаат ваков проблем, значи се советува во цветањето, цветот кога е во ек, значи да не многу, колку што можат помалку да бидат изложени во надворешната средина на полени. Исто така, посебно во ветровити денови, значи не е добро да излекуваат. Се препорачува проветрување на просториите во кои престојуваат да биде рано наутро и потоа да се затворат прозорците, за што помала процент на полен да бидат изложени. Меѓутоа, во светот денес овие превенции веќе се надминати. Во светот тенденција е, значи, не пациентот да се ограничува, туку да се лекува етиолошки. Што значи тоа? Значи, тоа значи дека кај оние луѓе, кај кои може да се спроведе специфична имунотерапија да се спроведе. Што значи тоа? Специфична имунотерапија всушност е онаа вакцина што ја нарекуваа луѓето против одреден алерген. Значи, хипосензибилизација порано се викаше, сега се вика специфична имунотерапија. Како таа се спроведува? Значи, постојат посебни услови и посебно и пациенти кај кои може да се направи, а тоа прв услов е, значи, пациентот да има алергија само на еден одреден алерген. Значи, и тој да е докажан дека пациентот има, значи, алерген, само еден алерген. Ако е познат алергенот и ако е моноалерген, се спроведува оваа вакцина или хипосензибилизација порано наречена. Во почетокот беше додавање на овај алерген, значи во кожата со инекциона терапија во мали дози, при што организмот ствара едни антитела, значи се бори против овој алерген и кога ќе дојде во контакт преку дишниот пат овој алерген, значи нема таква бурна реакција како кое што предизвикува овие симптоми кај пациентот, што се нелагодност кај него или болест. Сега се поусовршени овие методи, така да оваа специфична имунотерапија може да се даде и со како капки, сублингвално под јазик. Исто така постојат и давање на оваа специфична имунотерапија со таблети. Значи, се оди, се тежна и кон тоа да се олесни животот на овие пациенти, а не да се ограничат. Значи, мерките на ограничување да се сведат на минимум. Така, кога веќе почнавме да зборуваме и околу оној дел за лекување на алергијата, односно, вие ја споменавте специфичната имунотерапија, и кога на некој начин таа терапија помага, односно се ублажува тоа дејство на алергенот кон човекот, може ли да зборуваме тогаш во насока на тоа дали воопшто
алергијата може да биде излечена. Значи, дали постојат такви моменти и дали се споменавте, мислам дека ова имунотерапија се спроведува во поразвиените земји, каков е случајот тогаш во Македонија, кај нас еве, на кој начин действуваме спрема тие лица, односно вие како луѓе од здравството, доктори, како вие се справувате тогаш со оние кои што бараат од вас алергијата да биде излечена. Дали е можно тоа или сепак постојат само оние моменти кои што на некој начин помагаат да се ублажи дејството на алергенот кон човек, односно сето тоа, како што и вие рековте, да не е бурно од страна на човекот кога ќе имаете таква реакција спрема алергенот. Значи, Македонија ги прати светските трендови во здравството и кај нас постојат овие специфични имунотерапии, меѓутоа на повисоко ниво, значи, каде се одредува, се поставува индикација, се одредува алерген и се дава. Овде ќе спомнам посебно оваа специфична имунотерапија, во пролет ние не ги спомнавме убодите од инсекти. Посебно убодите на инсекти кои можат животот да го загрозат на пациентот. Значи, знаете, оние убоди од пчела, каде што се бурни алергиски реакции, каде пациентот дури му е животот загрозен. Значи, и за овие алергиски реакции постојат специфични имунотерапии, значи, што се доста ефикасни, се намалува реакцијата или може да дојде и до потполно исчезнување на оваа алергиска реакција. Со една напомена, ние спомнавме дека овде многу битно е, значи, да е моноалерген, но најчесто се случува да не е моноалерген, да е пациентот на повеќе работи алергичен. Тогаш нема ефикасност оваа вакцина, тогаш се применува терапија, медикаментозна терапија, зависи од типот и диагнозата што е поставена, кај алергиските ринити, значи овие поленски кивавици во пролет што се со кивање, течење на нос, солзење на очите. Значи, најчесто лек број 1 се антихистаминици, потоа доаѓаат во предвид и топични кортикостероиди, значи тие се во вид на разни спрејови, значи кои делуваат антиинфламаторно, противвоспалително, значи на одредената слузокожа која има една абнормална реакција, што значи тие доведуваат до намалување на отокот, едемот, лачењето на секретите, значи се губат сите оние симптоми кои што се затна нос, кивање, течење, печење на очи. Оваа специфична, значи топични кортикостероиди делуваат директно на слузокожата, инаку кортикостероидите се како да кажеме едни од лековите кои така имаат и споредни многу лоши, да кажеме, манифестации, меѓутоа, ако се дадат локално, овие сите системски што се несакани дејства на кортикостероидите се минимални или избегнати. Исто така, значи, кај овие заболувања, спомнувајќи го и ринитот, конјуктивитот и астмата, значи се даваат и лекови кои се олеснувачи на овие состојби. Значи, едните за намалување на или превенција на овие симптоми, а другите се, ако веќе се појават, значи олеснувачи или намалување на овие симптоми. Фактички купирање на симптомите во текот на еден напад, да речеме, од една абнормална алергиска реакција. Спреовите ги има покрај спреови за носот, кажавме дека ги има спреовите, значи за топичните органи, како што се белодробието, разни видови на кортикостероиди, како антиинфламаторни лекови и исто така спреови кои ја олеснуваат овие симптоми, оваа обструкција, ние викаме на дишниот патишта, овие спазми на дишни патишта, олеснувачи, значи за искашлување, за дишењето. Така, еве едно прашање кое што исто верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи. Дали алергенот действува поинаку на, да речеме, еве комплетно здрав човек, кој што нема други здравствени проблеми, и на оние луѓе кои што имаат
потешкоти во некој дел од своето здравје, дали се тоа хронични болести, срцеви болести и така натаму, дали тогаш алергенот кај нив е поопасен или сепак делува со истото дејство како и кај нормално здрав човек? Доколку, значи, без разлика дали пациентот е потполно здрав или има некакво заболување, да кажеме, хронично, како да речеме, ако зборуваме веќе за заболувања во новие таргет органи, да речеме, ако е некој срцево заболување има, значи, овие алергени, тамо кај што нема абнормална реакција на овие алергени, воопшто не делуваат. Инаку тие за сите луѓе се безазледни субстанции, значи не предизвикуваат болест, не предизвикуваат симптоми. Меѓутоа, секако дека, да речеме, кај пациентите кои имаат хронична белодробна болест, овие алергени играат значајна улога. Не би спомнала овие пролетните алергени, туку би ги спомнала како алергени, да речеме, домашната прашина, пушењето исто така како алерген, аерозагадувањето. Значи, овие ја влошуваат самата основна болест. Додека овие полените, значи, ако нема тој склоност кон алергиски реакции, не предизвикуваат дополнителни симптоми. Докторке, на крајот од нашиот разговор, еве, би сакал да упатите една порака, особено кон оние лица, кои што се склони да бидат алергични кон одредени надворешни појави. Што би им порачале уште еднаш на тие наши гледачи? На лицата кои веќе имаат и знаат дека имаат вакви непријатни симптоми, би рекла во секој случај, значи им препорачувам на тие што знаат, значи рано да се јават на лекар, кажавме, значи втората половина на февруар, крајот на февруар, веќе да започнат со превенција, со земање на лекови за превенирање на појава на овие симптоми, така да ги уживаат сите благодети на пролетта. Тие што можат и каде што можат да се направат оваа специфична имунотерапија, би ја препорачала. Значи, животот без ограничување е многу битен. Докторке, ви благодарам што бевте дел од емисијата Акцент. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да зборуваме, да разговараме на одредена тема која што навистина ќе биде од интерес на нашите гледачи и секако со вашите совети, со вашите укажувања и да им помогнеме. Ви благодарам и вам и ви посакувам се најубаво. Ви благодарам што и овој вторник бевте заедно со Акцент. Со нови содржини се гледаме за точно 7 дена. Довидување.